На 3 декември во просториите на Домот на култура Билјана Беличанец се одржа промоциите на двете книги од Амела Мемиш Апостоловска, а насловот на книгите е Ангелот по име Аутизам и Светот на аутизмот, патувањето на Леон. Оваа промоција беше одржана на 3 декември на Меѓународниот ден на лицата со попреченост. Амела, добро утро. Честитки за овие ваши две книги, не се овие ваши први книги, ви имате и претходно пишувано на различни теми, меѓутоа сега пишувате за аутизмот. Ангелот по име Аутизам и Светот на аутизмот. Што ве мотивираше? Што ве натера да ги напишете овие книги? Сакам да ви посекам добро утро и ви благодарам за поканата да снимаме вака еден прилог кој што ќе можеме да допреме до поголемата и пошироката јавност. Мотивацијата и инспирацијата за овие книги е мојот син Леон, со кој што поминавме многу тежок пат од самото негово раѓање, од после 10 месеци, од како веќе се увидоа неговите први симптоми дека има аутистичен спектар на нарушување. Започна со многу тежок, би кажала, тежок пат од канер, еден од најтешките степени, и постепено со работа достигнавме до Аспергер. И тоа е инспирацијата за да почнем да пишувам. Започнав со една книга, заврши веќе со 5 дело плюс боенката на Леон, која што е за сите дечиња со аутизам. Сега, конкретно кажавте дека мотивацијата, инспирацијата ви е вашиот син Леон и настана овие две книги кои што има промоција. Ајде да кажеме конкретно за Ангелот по име Аутизам. Што пишувате тука? Ангелот по име Аутизам е мемоар. Мемоар за сето оноа што Леон мене ми го долови во текот на сите овие години откако почнав да работам со него и откако започнав да ги согледувам работите и да сваќам суштината на животот. Преку неговата поврзаност со молитвите, со манастирите, сватив дека многу мина дека сум слушала така некои од страна коментари дека сепак тоа е некое проклетство. Јас во него видов дека тоа е благослов и едноставно за мене Леон представува еден ангел и затоа е именуван по аутизам, кој што ме приземје и кој што ми покажа кои се убавините. Во самата книга се опишани сите детали за целото општество, не само за родителите кои што имаат деца со аутизам, за да можат да сватат и да добијат многу подобра слика за аутизмот, а не онаква како што им се прикажува. Секако дека не се огласувам со тоа постојано да, ќе се изразам малку попластично, да кукам по социјалните мрежи, туку и самиот Леон посака да снимаме видеа, да го прикажувам секојдневниот живот на Леон, како функционира и со колку со љубов психологијата ја трансформирав и ја споив со духовноста, за да можеме да допреме до сите, да можат да сватат. Многу мина досега што прочитале книгата, кажале дека навистина им помогнала и ги трансформирала, имав и објави некои скриншотови, секако дека јас имиња никогаш не потенцирам од тие што ми пишуваат, колку ги промениле и колку покрај видеата и сето тоа допринело за да имаат, да го сменат погледот кон аутизмот, дека аутизмот не е ништо страшно, туку е чиста љубов. Преку љубовта е напишана и таа книга Ангелот по име Аутизам. И втората книга Светот на аутизмот, патувањето на Леон. Заедно ја има овие две книги својата промоција. Што пишувате во Светот на аутизмот? Ке ни откриете ли каков е светот на аутизмот преку вашето писмо, преку вашето писание? Ке се надоврзам уште нешто само за Ангелот по име Аутизам. Таму не е само мемоар, таму се опишани сите наши терапевски делови, таму се опишани сите оние сензорни работи кои што на секој дете му пречат. Разјаснато и за спектарот на аутизмот, прифаќањето, како родителот низ каков процес поминува и колку е битна поддршката од страна на семејството и пријателите. Бидејќи кога за Леон се откри дека има аутизам, јас изгубив многу пријатели. Многу избега, бидејќи не знаева како да се соочат со тоа, со ново настанатата состојба која што и за мене не беше нормално прифатлива. И поминував низ тие фази од лутина, бес, обвинување,
додека да дојдам до прифаќање и да започнам да работам со него. Во светот на аутизмот се опишани постручни елементи, има 22 поглавја, и многу се поразлични книгите за разлика од претходните издадени, со тоа што таму се опишани заблудите и митовите за аутизмот, дадени се моменти дека, мислам, исто така го има и опишувањето на спектарот на аутизмот, затоа што аутизмот е широк спектар и не можеме секое дете кој што има аутизам да го ставиме дека е исто како и секое друго. Леон ги надмина сите фази и покрај тоа негово надминување на сите фази мене ме мотивираше да ги изнесам оние работи кои што треба да бидат слушнати, да бидат прочитани, разбрани и да допрат до луѓето дека не е ништо страшно, дури кога ќе видат некој родител дека има дете со аутизам, да знаат ништо поминува. Тоа зборуваме за втората книга, така. Светот на аутизмот. Ве прашав во неврзан разговор пред да го снимаме прилогот, ама сакам да го слушнат тоа и нашите гледачи. Ве прашав колку и дали сме емпатични. Сакам да го споделите истиот одговор што ми го дадовте на мене. Како што кажав и претходно, сите ние поседуваме емпатија во себе. Само е моментот кога треба да се разбуди. И токму овие две книги зборуваат за тоа. Во едната и многу убаво има насловено долу под наслов ставено како преку психологијата доаѓаме до трансформација и го спојуваме со духовноста, каде што љубовта е движечка сила и кога на детето му се дава многу љубов, тоа може да постигне многу. Воедно емпатијата сите ја поседуваме, само е потребно време да им се даде на луѓето, затоа што секој човек се справува со своји проблеми, кои што не ги искажува. И треба да имаме разбирање еден кон друг. Доколку денеска е нервозна, ние треба да бидеме смирени и да го сослушаме, а и да не сака да зборува, доволно да молчиме со него. Така ќе се покрене тоа дека некој го слуша, дека сепак не е сам. Секој човек, како што нагласив и претходно, поминува на вистина из многу тешки проблеми. Сум имала ситуации, состојби каде што сум размислувала едно, а потоа се воспоставило друго. И од моето животно искуство го научив тоа, дека секој човек има своја емпатија, само е потребно да му се даде време за да ја открие и за да свати дека животот не е суров. Има дури и потешки состојби од неговиот или од било што друго. Еве, ќе го нагласим и тоа на 3 декември започнавме со радост. За жал, завршивме со една загуба. Татко ми почина, што тој ни беше столб во семејството, посебно на Леон беше најдобар другар. Не само дедо, тие заедно учат, заедно, мислам, тој го взимаше од училиште се. И сега кога станува збор за менување на рутините, кај Леон тоа создава една фрустрација, каде што јас повторно настапувам со емпатија и со љубов и го мотивирам дека дедо му е жив, само телото не е функционално. Децата треба исто така да ги спремаме и на тие работи да ги учиме. Како што и мене ме научиле, еден ден нас ќе не нема. Но ние треба да продолжиме и со нас да се гордеат нашите родители, иако не се тука. Амела, јас ве следам и на социјалните мрежи, ве следат и многу од нашите гледачи, предпоставувам, гледам тамо со каква љубов му се обраќате на Леон, бидејќи кажавте, споделувате видеа. Ви посакувам многу здравје, ви посакувам многу здравје и љубов и многу успех во секое поле во наредната 2026 година и се надевам ќе има повторна можност да се видиме и да бидете наши гости. Ви благодарам и на вас многу и ми значи овие прашања вака што ми ги поставивте, што еве имав можност да ги одговорам и да им го пренесеме тоа на луѓето дека да не се плашат од прифаќање на различностите. Токму аутизмот е моментот каде, мислам, аутизмот е дел кој што навистина се живее автентично и се ужива во секој момент. И само да кажеме дека сите оние кои што сакаат да ги купат овие книги, Светот на аутизмот и Ангелот по име аутизам, може преку вас, преку вашите социјални медиуми да ве најдат и тука вие може да се договорите како да им ги доставите. Да, секако, секој кој што е заинтересиран може да ме исконтактира мене или може да исконтактира на страната на Гласот од тишината и секако ќе им бидат доставени.